Često niz životot не е потребно човек да се представува себе си како сезналица. Така, ако го занима здравието, ќе позборува со лекар, ако застане на проблем од својот автомобил, ќе поразговара со автомеханичар, а за теми од уметноста ќе позборува со уметници. Сите тие низ разговор ќе провлекуваат зборови од нивната професија, нешто слично како разговорот со рибар, кога ќе забележите тежнење према сопствените успеси. Јас лично се одлучив да се дружам со група на ловџи, не само поради желбата да ги слушам нивните приказни, туку и намерата да ја разберам нивната страст према одбраното хоби, како и нивниот убинствен нагон за ловење. Во таков случај, само што ќе се доближите до нив, ќе започне да ве следи зборот одстрел како констант во ловечкиот речник, кој во вас ќе се всади како поим. Ќе утепаме, ќе отстрелиме, ќе тепаме. Ама и ловечки приказни кои понекогаш ја преминуваат границата на реалноста. Одлучив да книсам со нив. Првиот впечаток ми беше дека навистина нешто тепаат, како прво своите нозе од пешачење, а потоа и тепање на ловечкиот ручек, кој по правило се наоѓа во ловечкиот ранец, се разбира ако претходно се погрижила домаќинката за својот пушкаџија, па случајно или намерно во ранецот ставила парче месо или колбас за на жар, лута пиперка или главичка кромит и задолжително до крај исполнета ловечка чутура со домашна лута ракија. Ако го знаете ова, ќе биде неумолива приликата за дружење со нив, особено покрај оној со најтежок ловечки ранец. Очигледно не сакам да го испуштам моментот за дружба со која ќе дозволев разграничување на поимите ловење и тепање. Со оглед на прва средба од почетокот на ловната сезона, која наидува во почетокот на октомври, ловџите одвај видени после една година стварија прилика за репрезентирање на ново набавената ловачка опрема, да кажат до која доба од годината ги служил замрзивачот со смрзнато диво месо, а попатно и да раскажат некоја ловечка приказна. Представители од групата на ловџи ќе бидат членови на Сдруженијето на ловци од Охрид, а теренот за ловечко чашлање ќе биде планинската корија над охридското село Сирула.
Веднаш што ме забележаа на првото собиралиште, започна да ме гледаат сомнително. Не поради комерата, та нели и со неа се нишани, како да ги изненади мојата неподготвеност за ловечки марш. Наместо во ловечки чизми ме видува во градски обивки, при тоа добро изгланцани, и на метката, наместо да ја краси ловечка одежда, јас сум кинисал во градска бундичка која забележително бегаше од бојата на природната средина. Носев и тенки ракавички, не били овозможил поквалитетен контакт со чкрапалото од камерата. Катастрофа, извика еден од нив, од тебе не бидува ловџија. Кога сте со нив во бесконечната дивина, размислата ве наведува да ја следите нивната. Јас веќе мислев што ќе се случи ако налетам на дивеч. Ќе го нишанам со објективот, ќе го зумирам во неговите очи или во силните канџи од копитата, а можеби и во муцката од каде ќе се видат истакнатите смртоносни заби. Нешто слично како и размислата на ловџиите. Ако имам таа среќа да го видам, ќе го нишанам до безсвест и ќе го употребам целиот шаржешки капацитет само да го збогатам денешниот улов. Господе, каква ли сличност помеѓу две различни дејности. Сонцето за момент застана на средината од небото, со што го најави времето за средба кај нашироката ледина од Корија. Време кога сите ловџии повторно ќе се соберат на едно место, најчесто место каде ќе се разгори ловечкиот оган, каде ќе се одврзат ловечките ранци, каде ќе се одразат впечатоците од последниот ловечки ден, каде ќе се прераскажат доживувањата од најмалку 5-часовното талкање по непрегледните терени. Луѓе за неверување. Иако не беше ветен ручек на првото собирно место со гравче варено во казан, после толкаво талкање низ шумскиот појас, толку изгладневме што ми се чинеше дека ќе се грицкам од џонот на сусверите обувки. Тоа ги наведе ловџиите да разгорат огон и преку жарот да провртат нешто за мезе. Сите ги извадија чутурите од ловечките ранци исполнети со домашна лута. Јас безмалку пробав од сите, не за да се напием, туку само да го проверам квалитетот кој ловџија носел каков аперитив пред ручекот. Застанав пред ловџијата со најтешкиот ранец, кога за неколку моменти ми понуди парче сланина, и тоа нанижено на стапче. Подгреј си ја преку жарот, рече, и замези си. Тоа беше изворена прилика за да ги слушнам нивните впечатоци од денот на зајди сонцето, ама и прилика за да се погледам сами од себе си на што личам после 5-часовно талкање по козите планински патеки оплеменети со бариери од гранки и разгорен камен. Еве на што јас личев после ловечкиот ден во Охридско. Ќе прераскажам зашто сами од себе си не можев да се снимам. Шумските гранки беа немилосрдни кога ми ги искинаа сите копчиња од наметката. Сега, кога бундичката можев да си ја носам низ чаршија, повеќе не ја бидува за да излезам до првата кооперација за да си купам ќибрид. Остриот камен од ловечкиот терен од моите обувки направи самовлечки со кои неќе можам да излезам ниту до полскиот Ќенев.
Низ брововите од нараквиците се покажаа прстите како мали компирчиња, среќа до колена. Во моментот кога малку уздиновме, се стопливме преку ловечкиот оган, зедовме аператив и замезивме, состојбата киниса во насака на подобро расположение, особено во времето на прераскажување на згоди и незгоди на ловџиите. Еден од вих тврдеше дека е целосно безгрижен за статусот на домаќинката, не бараe преку цел ден одсатен, беше и купил мобилен телефон, така да таа му е достапна преку целиот ден. Доколку најде комшијата за да праша за домаќинот, категорички ќе му каже дека денес е изузетно зафатен, па би можел да наврати дури утре, или ловџијата е човек од збор, ама комшијата живее од дела. Може би поради тоа ловџиите ја милуваат поговорката "Ние за зајакот, а зајакот во ранец", што соодветствува на поговорката "Ние за комшијата, а комшијата во шифонјерот". Празнајќи ги чутурите и ранците со храна, сите се сложија дека и сопругите земаат максимално учество во денот од нивниот ловџија или пушкаџија. Додека е молев рано да ме пробуди Сабајлево поради ловниот ден, ако синоќа помина за спивањето со зборовите "Јагне моје, пиле моје", утрово ме пробуди со зборовите "Станувај вепар еден". Сега морам да одем кај ветеринар за да ми каже што сум, се пожали еден ловџија. Тој на заминување и ветел на сопругата дека ќе донесе богат улов, заборавајќи дека жените не веруваат во ветување, туку во оној кој ќе ги исполни ветувањата. Жените во никој случај не смеат да се вметнат како учесници во ловот, сем може би подготовката на ловечкиот ранец. Не е точно, извика еден од крајот на огнот. Јас сум на мојата сопруга и објаснував како се организираме на ловечкиот терен. Совршено точно се знае кој каде ќе застане за време на чекањето. Дали ќе земе позиција зад карпата со добар видик, зад грмушката каде делимично ќе биде незабележителен од дивечот, или можеби на почетокот од широката ледина, каде му се овозможува широк види за посматрање или нишанење. Овие препораки се задолжителни за сите учесници во ловот, така да испаѓа дека делуваме како еднопартиски систем, каде што нема, не можам или не сакам, рече еден од пушкаџиите, заборавајќи при тоа на женската суета дека жената никогаш не е задоволна со една партија. Се разбира, ова нема никаква врска со поимот љубов, зашто за љубов потребни се тројца. Сепак, представува мал ризик враќањето дома без улов на дивеч со оглед на подгреаната тава преку домашниот оган. Во таков случај, наместо бакножи за добро дојде, можат да се стават во функција подгреаната тава и сукалката, и тоа преку главата од ловџијата. Во моментот на одмор, ловечки приказни колку да сакаш. Еден ловџија ме замоли да го напуштам тесниот круг од огнот и да ми раскаже на ловечка приказна, ама да не ја слушна другите. Кажа и дека не сака да биде сниман. Па одлучив да го слушам, па подоцна евентуално да го прераскажам. Се сложив. Најповеќе поради ловечката солидарност. Рано Сабајлето, после будењето, беше испил повеќе кафе, демек што побрзо да ја врати свеста и кондицијата. Арно ама тамен застанал на местото за чекање на дивеч, го стегнал стомакот. Ја одложил пушката и чекор погоре во една грмушка клекнал. Сите знаеме што работи човек кога ќе клечи. Во меѓувреме, загарите од оздола потерале еден огромен вепар. Се движел како ветар. Поминал покрај него и заминал, а тој без пушка. Бил свесен дека работел со газот, ама дотолку да ја искака работата, не можел да поверува. Ловџиите околу него веднаш завзеле став за отстрел. Колку е лесно да се завземе став кога некој друг се трти.
Веперот беше пукан од другите ловџи дури со 3 истрели, ама тој успеа да избега неповреден. Како кажа председателот на Сдруженијето на ловци од Охрид, за денес најубавата ловечка приказна е токму таа. Шумскиот предатор, кој покрај трите заседи, успеал да преживее. Имал век, тврдеше ловџијата Илија. Приказми можеме многу да раскажуваме, али само ево да ви кажам само една случка денес што се случи, можда најдобро е таа да ја кажеме него порано што се случувало. Во близина до нас се појави една дива свиња која можда негде преку 100 килограми била, 7 пати ја пукаја и поново се врати кај други ловци тука и тие ја пука и куртули, никој не ја острела. Мислам имала, ето што се вика ден, да куртули. Има во ловот една мислам изрека дека не си му го дал животот за да му го земиш. Така да ето остана жива. За подуша ловџиите не се стварени само за отстрел. Тие знаат брижно да се грижат за опстој и размножување на дивечот низ низа потвати како што се поткранување на дивечот, ама и со забрана за ловење во одредени области на повеќе години кои се регулирани со закон. За вакви регулативи знаат ловечките издруженија кои се овластени за издавање на дозволи за лов. Собирајќи околу себе најмалку 400 ловци, Сдруженијето ги повика ловџиите на свечен ручек кој ќе се одржи на првото собирно место во реконструираната зграда од училиштето во селото Сидула, каде сите ловџии беа послужени со гравче. Средбите низ кои ќе доминира вкусот на дивеч ќе се случат во текот на зимата по завршување на ловната сезона во ресторан од урбана средина, кога, ако остане, на маса ќе се најдат и шницли со вкус на диво месо. Со оглед на големото присуство на ловџиите во Сидула, ручекот беше понуден преку 2 софри, зарез добра прилика за да архивираме уште некоја ловечка приказна. По сознанието дека втората група на ловци која гравитирала источно према селата Расино, Опеница и Завој, успеале да отстрелат 3 единки диви прасиња, ама немало време свечениот ручек да го оплеменат со вкус на дивеч. Пошто денес немате опашки од лисици и од волци, дали ве деморалира и дали некогаш сте помислили да се откажете од овој занет? Да се откажеме малку потешко. Ни се случи многу пати да не отепаме ништо. Нас ни е најважно дружење во овие прекрасни предели. Камерава ваша од вашава телевизија сигурно ќе ги забележи и ќе видите олку бројни ловџи дојдени денес, дека стварно пријатно се осеќаат и се дружат. Дружењево ни е најбитно, мислам, а негде имаме податоци со нашите аматерски радиостаници дека неа наши колеги отепале денеска на отварањево на ловов и 2 до 3 прасиња. Е сега вака, ловечкиот занет предизвикува и трошоци. Колку чини еден куршум? Најквалитетен куршум со сега современата амуниција, со современите пушки што ги купвиме и современата амуниција Ulti Magnum за ПП за отстрел на диво прасе, негде од Грција ги набавуваме претежно, кошта 180 денари. А најефтин може да се најде и 15 и 20 денари за отстрел на некој перијат и дивеч. Ловечките приказни произлегуваат исто како рибарските. Некој ќе ви каже, кога уловив риба, не можев нарамо да ја носам.
Што е она што вам ќе ви се случи за да го прераскажувате, а да биде во границата на реалноста? Дали вие сте уловили мечка па не можете да донесете дома или дива свиња од големи размери, ќе ви го наполни качето со месо, а всушност вие постите. Во што е проблемот? Една ловачка приказна накратко. Ловачка приказна накратко, за мечка не би зборувале, пошто е заштитена со закон, ама за прасе, например, до третово друштво стигни денеска, например, ние сме едно друштво, другото друштво, до третото друштво, кое прасето 60 кила, кај нив ќе стигне дека е прасето 120 кила. Многу добро. А опашка имаше од 2 метри. Добро. Нека вие со среќа ловот во иднина и да не пречекате со таза скаречка која што ќе мириса на диво. Фала и мило ќе ни биде вашава телевизија и за ловачката вечер во некој февруарски или мартовски ден да ве поканиме во некој охридски хотел на диво да присуствувате. Раката на срце, ловџијата со празен ранец, пошто ништо не острел, нема да биде искаран од домачинката. Таа знае ако ништо не сте отепале, сте ги отепале собствените нозе и ќе ви дозволи рехабилитација за напорниот ден. Единствено размислувајте за следниот викенд, кога ќе посакате да прошетате низ планинскиот бескрај, па од волјата на домачинката ќе зависи што ќе се најде во ловечкиот ранец, кој е секогаш сигурен во моментот на ловечкиот ручек. Среќно ловџии!